Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во ова емисија ќе биде Лилица Китановска. Во ова издание донесуваме разговор со почесниот конзул на Македонија во Јужна Флорида. Но најпрвен, вестите што прават наслови денеска. Иран вели дека исчезнатиот научник за нуклеарна енергија, кој наводно бил киднапиран од ЦИА, е засолнет во канцеларија за ирански интереси во рамки на пакистанската амбасада во Вашингтон. Државните медиуми соопштија дека Шарам Амири побарал брзо враќање во Техеран. Овој експерт за нуклеарна физика исчезна во јуни 2009 година. Иран објави дека има докази што упатуваат на американска вмешаност во неговото исчезнување, а САД, кој го порекнаа киднапирањето на Амири, немаат коментар за најновите случувања. Инаку САД ги прекинаа дипломатските односи со Иран по исламската револуција во 1979-та. Иранските интереси во САД се под контрола на пакистанската амбасада. British Petroleum започна тестирање на новиот поклопец на оштетениот дел на нафтениот бунар во Мексиканскиот залив, откаде веќе 3 месеци се излеваат милиони барели нафта. Поклопецот е на околу 1,6 километри под површината и беше инсталиран во понеделникот по сложена 3-дневна операција. Адмиралот во пензија Тед Ален, кога американската влада го назначи да врши надзор на кризата, соопшти дека ќе бидат потребни од 6 до 48 часа да се одреди дали направата може да ја задржи нафтата. Ново истражување на јавно мислење покажува дека близу 60% од испитаниците изгубиле верба во способноста на американскиот председател Барак Обама да ја води нацијата. Истражувањето, изведено од Washington Post и ABC News, го одразува на нискиот рейтинг на председателот откако дојде на функцијата пред околу 18 месеци. Ваквата оценка за работата на Обама доаѓа во време кога тој се справува со воена акција во странство, слаби пазари на акции, на недвижнини и криза со излевањето на нафта во заливот на Мексико. Нискиот рейтинг на председателот може да се одрази на конгресните избори во ноември. Новиот почесен конзул на Република Македонија во Јужна Флорида е Дана Клајн. Што за неа значи вршењето на функцијата ќе чуеме од следниот прилог на Јане Бојаджиевски, кој што туку се врати од Форт Лодердейл, каде го направи разговорот со неа. 46 годишната енергична американка Дана Клајн е дел од бизнис и маркетинг заедницата во Јужна Флорида. Новоименуваната почесна конзулка во Форт Лодердейл работи во секторот на односи со јавност. Планира да ги ангажира македонските американци и пошироко од сопствената заедница во САД. Би сакала да координираме повеќе активности надвор од заедницата и да вклучиме повеќе македонци во проекти од интерес на локалната заедница. Нема официјална бројка колку македонци живеат во Јужна Флорида и областа околу Форт Лодердейл. Почесната конзулка работи на креирање сопствена база на податоци за нив. Според нејзини проценки, се работи за неколку илјади македонци кои живеат во овој дел на САД. Била инспирирана од можностите што ги нуди Македонија. Функцијата представува можност за културна, економска и едукативна размена, особено во Јужна Флорида. Многумина, за жал, не ни чуле за Македонија, но тоа од друга страна и предност. Секогаш кога имам презентација за земјата, во 9 од 10 случаи се пројавува интерес за посета на Македонија. Неодамно организирала промоција на Македонија во овој дел на Флорида. Тоа беше извонреден приказ на македонската уметност, историја и танци. Станавме своевиден лидер на ваков вид презентации во Јужна Флорида. Клајн порачува дека секој иселеник има можност, но и обврска да го шири зборот за Македонија и да помогне се поголем број луѓе да дознаваат за, како што вели, една од најнеоткриените држави во Европа. Да се спаси живот, но не е лесна мисија, особено ако се работи за голема и силна птица што лета над океанот. Изливот на нафта во Мексиканскиот залив погаѓа многу животни. За некои е предоцна. Умреле пред да се дојде до нив. Во водата од која црпеле живот. На островот Квин Бес во близина на крайбрежјето на сојузната држава Луизијана, орнитологот Майкл Сеймур не ги испушта од вид пеликаните.
Тие може да летаат и да ловат риба од океанот и на преку 30 километри од брегот, но токму таму се случува нафтеното излевање, барем за сега. Сеймур работи за одделот за дивина и риби на Луизијана. Тој вели дека се додека може да летаат, овие птици не можат да се спасат. Пеликаните ги поставуваат своите гнезда на ризофора, што сега е преполна со нафта. Спасувајќи ги на тоа место ќе значи ризик да се згазне на нивните јајца или току-што испилените птици и да се нанесе уште поголема штета. Во меѓувреме беа поставени високи огради од колци околу островите за да се спречи нафтата да достигне до ризофората. Мошно е тешко за мене како љубител на птици да гледам како страда, а не можам да им помогнам. Кај оваа група пеликани, например, едниот со расширени крила е покриен со нафта. Во друга група пеликанот од десно е исто таков. Спасувачкиот брод им се приближува тивко, но тие се плашат и летаат. Во Форт Джексон е отворен објект за помош на погодените животни од оваа катастрофа. Ветеринарија испитуваат ситуацијата на секој од донесените птици и доколку е потребно им му кажуваат соодветен третман. Потоа секој од животните оди на 2 до 3 чистења со течен сапун за да се отстрани нафтата. За ова е потребно околу 1 час. Штом ќе се исчистат птиците, се ставаат во базени и по околу 3 недели постарите пеликани можат да си ја вратат силата. Джей Холком од Меѓународниот центар за истражување на птици сепак е загрижен за иднината на овие животни. Ако излевањето продолжи и наесен, кога птиците мигрираат на југ, за нив ќе е страшно. Ова тешко ги погаѓа спасувачките екипи, бидејќи знаат дека природата ќе продолжи да страда од излевањето наредните месеци, па и години. Кој е Хуго Чавес? Некои мислат дека е поголем непријател за Америка отколку Бин Ладен. Харизматична и сакана фигура за други. Контроверзен режисер привлечен од контроверзен лидер. Гледајте утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Новиот филм на Оливер Стоун, Јужно од границата, слика позитивна представа за контроверзниот лидер на Венецуела. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.